Господине Томпсон, пред се би сакал да ви се заблагодарам што издвоивте време за ова интервју. Вие сте директор на одделот за Европа при ММФ и воопшто првиот шеф на мисијата во Скопје. По подолго време македонската економија забележа квартален раст на БДП од 4,1%. Какви се предвидувањата за нашата земја? Дали ова може да биде долгорочен тренд и дали таквите стапки на раст се доволни за повисок животен стандард? Пред се би сакал да ви се заблагодарам за поканата. Одлично е да се вратиш тука. Во моментот постои силен економски раст, најсилен во последните 3 години. Ова секако се добри вести. Очекуваме пораст од 3, па и над 3% за целата година, а на среден план, всушност, очекуваме порастот да се зголеми малку повеќе, на 3,5% на стабилна и оддржлива основа, доколку постојат неопходните структурни реформи за да го помогнат долгорочниот раст. Кои се вашите главни насоки и препораки за подинамичен економски раст? Сметам дека многу високо на списокот се реформите во образованието, за да се подобрат вештините на работната сила, што ќе ја овозможи подобро да функционира во една пазарна економија. Зборуваме за подобрување на стапките на завршено средно образование, за подобрување на стручното образование и за подобро усогласување на потребите на економијата со она што почнало да се прави на највисоко ниво. Нивото на образование на највисоко ниво треба да биде подобро усогласено со потребите на економијата. Зборуваме и за зголемување на стапките на учество, за јакнување на работната сила преку зголемување на стапките на учество, вклучувајќи го учеството на жените. И најпосле, тука се пошироките реформи во судството, подобрување кај даноците, администрацијата и слични видови мерки. Јавниот долг на земјава во првиот квартал изнесува 46,2%, понизок во споредба со лани. Може ли да се каже дека нивото на долгот е стабилно и според ММФ дали земјава е способна да ги враќа парите на редовна основа? Не мислам дека земјата има проблем со долгот. Секако дека постои она што ние го нарекуваме фискален простор за доколку дојде до уназадување или до негативен шок, да може да се дозволи покачување на фискалниот дефицит во едно такво негативно сценарио, какво што не предвидуваме. Во таа смисла, земјата го има потребниот фискален простор. Сметам дека тековниот буџет и фискалните политики се добри, но на среден рок би сакале да има поголема консолидација. Предложивме дополнителна фискална консолидација за околу 1,5% од БДП, со што примарното салдо ќе се сведе на нула. Зашто? Ако погледнеме на последните 10 години, долгот е зголемен и тоа мислам дека е дуплиран. Сега тоа зголемување е запрено, но сметам дека на подолг рок би требало да се стремите кон намалување на долгот преку фокусирање на примарното буџетско салдо. Тоа бара малку поголеми фискални напори на среден план. ММФ предупредува за забрзано старење на населението. Кој е вашиот став за одржливоста на пензискиот систем? Има опасност од колапс? The recent pension reforms are very good reforms. We welcome that very strongly. Неодамнешните реформи на пензискиот систем се многу добри реформи. Отворено ги поздравуваме тие реформи. Мислам дека ќе имаат многу позитивно влијание на пензискиот систем на краток до среден рок. Но, доколку погледнеме зад средниот рок, земјата се соочува со тешки предизвици, со кои веројатно се соочуваат и другите земји во регионот. Тука се демографијата, населението ќе старее, изгора на тоа како и во другите земји, ќе постои притисок од надворешна миграција. Тоа се предизвици со кои мора да се справите. Мислам дека на долгорочен план ќе треба да се зголеми старосната граница за пензионирање и веројатно ќе треба да се усогласат стапките за пензионирање меѓу половите. И како што споменав претходно, ќе треба да се преземат мерки за зголемување на учеството во работната сила, особено во поглед на жените. Ова се клучни мерки на долг план, но ќе повторам дека неодамнешните реформи се добри од краткорочна и среднорочна перспектива. These are all measures I think are critical over the long run. Какви се предвидувањата на ММФ во однос на светската економија? Дали постои ризик од нова криза?
I don't see a risk. I don't see a... Не гледам ризик и не гледам криза, ниту пак рецесија. Јасно е дека светската економија подзабави, но тоа беше очекувано, зашто едно време се движеше многу брзо. Ова забавување беше посилно и подлабоко лани отколку што очекувавме. Ако зборуваме за Европа и с оглед на привремените фактори што се на дело, тоа забавување делумно се докажува како што очекувавме. А како што гледаме во подотоците, доаѓа до постепено заздравување. Затоа сметам дека во Европа се гледа раст од 1,5% во еврозоната во 2019 и 2020 година, што е помалку од претходно. Господине Томсон, ви благодарам, ми беше задоволство. И мене исто.